председателството на обещадостта, като чухме за завършните сметки на образователните институции по град Титула. Днес искам да повторвам някои работи, които да те покажени. Преди да можем да кажем очевидно, ние седейки отдава страна и колегите съветници отдава, дека може да гледаме с различни научи, да вероятно тие са различни, или тие са теми. Затоа што едес конкретно според мотивика да видам во Стегното медицинско училиште, това е промоция на студентски програми, така што за жал бе фрапирана после единствено години в институцията, от третата ще я видам. Значи не навикно нещо предходно тук беше кажувано како видео реновиране, реконструиране, училище и така нататък. Където се първо ще ме фрапира, пише, значи все още школската година в тек, там не затекват, и аз моята обрежка не затекват ученици, които изложение на които си заминали, ги нема. Буквално училището како да немаше функциониране, така вече да стихна, ще видите какви драговни структури, така се отнесуват и останати, и ученици, и драговни. Значи не може до той период да няма настава и не може на първи да държим промоция. Мегуто факт е, ще трябва да го кажа колегите, дека са блокирани предходни сметки и се найде и таква собствено, ако ще аз се видя. Значи в училището не само що нищо не се инвестирало и това, що беше предходно и во катастрофална собствена. А дали по това предходно, що добиваше колежката съветничка, дека се инвестирало во санитарни азми, во не знам що там, някъде си, що инвестирано в школите или в школи. И аз не забележвам дека има таква инвестиция от този тип, односно дека са направени по школите нещо е основно, санитарни азми, като ще трябва да се направят и да се направят училници по нормативи, защото ние ви спорували за програмите за ръчните сметки сме, ама уна да се сборува за имплементация на кембридж програми да канадам, които ще биде от Европа, а също тогаш не вземеме примери как изгледат училищата по Европа. Защото да се направим и да се спират и базата на училищата, в пода и се сборува за това как и програмите да се имплементират. Меѓутоа факт е, со ваква состојба на блокирани сметки, факт е, со тоа што директори, што кажа колежка на Наташа предходно, кои што терат мандати, кои што законски не им се дадени, накој од думата имаме три пати биде директори така натаму, значи нешто, ако некој има блокирана сметка, повторно законски се дава мандат, значи тука е основата на функционирање на основното и средно образование. По контекст на нещо предходно се случувало инспекcijski надзор и така натаму, што бе напоменати. До сега, да бидеме реални, инспекцията не функционираше. Значи инспекциите беа под закрила на централната власт и да имаше треставки, доставки, реакции, поединъчни се реакции, защото и популацията и градодените сигурно живеят това, и е изключила одра и пишува записници по налог от централната власт. Значи да се немаше инспекция, се надевам дека во иднина ќе плюс функционира Министерството за образование како што треба и инспекциите и декако ќе влекуваат во образовните институции и ќе видат силно што е досега правено и што побрзо се коректира, затоа што сепак страдат оние кои што се најбитни, младата популација, кои што таму се школува и нема време за чекање, да подхитно мора да почне да функционира како што треба. Во однос на санитарни прегледи ги спомена предходно колежката, исто да кажеме дека поради блокирани сметки не се вршени ДДД заштита, односно дезинфекција, дезинфекција и дезинфекција. Значи сите тие работи се занемаруваат, а на прашањата на сите присутни, затоа што немаше многу директори, имаше повеќе смисловодители на комисија за равни дејности, кои што за жал не може да дадат одговори. Али тук има директори, па може да кажат, да демонтират и така натаму. Како се снабдува со средства за хигиена, се разбират и кажуваат дека се снаоѓаат. Значи на блокирани сметки, прашањето е како се снаоѓаат да го обезбедат она што е минорно. Благодарам.